Метео Велес. Циклон пред времето. Метео Велес, 15 ноември 2023 година. Накратко да дадеме за оно што ќе се случува во текот на попладневните и вечерните часови. Преоден влажен бран, а потоа ќе има преодно постабилно време и веќе за викендот ќе имаме поизразено нестабилно време и доста заладување. Денеска, значи, ќе има врнежи, локално, не секаде не издржава, меѓутоа на повеќе места би имало и поизразени врнежи, некаде ќе бидат врнежите и од пороен карактер, ќе има и локални грмотевици, влезот, еве гледаме постепено, да не ви објаснувам, значи, сината боја послаби врнежи, зелената поизразени врнежи, жолтата и портокаловата некаде може би црвенкаста боја, таму ќе има поизразени врнежи, понекаде ќе има и грмотевици. Зато нема потреба да кажам по кои реони, си ги гледате реоните местата, секој знаете кој каде си живеете, само по бојата ќе си гледате, што ме сина боја послабе врнежи, зелената појаки врнежи, жолтата, портокаловата уште посилни врнежи. Ќе бидат краткотрени, но на моменти некаде може да бидат и за кратко време да наврнат одредени количества врнежи на дожд. Не се очекуваат кој знае колку врнежи од дожд, меѓутоа некаде ќе има и наврнување на дожд. Северозападните делови ќе има појава на врнежи од снег, меѓутоа само над планините, некаде над 1800 метри. Не пониско, значи на пониските места нема да има. Можно некаде таму ки ресенскиот дел да провее снег, меѓутоа тоа ќе биде слабо. Значи, не се очекуваат некои врнежи од снег, врнежи од снег се очекуваат за викендот и на некои пониски места. Затоа подетално ќе објавиме нешто и сега, меѓутоа и во текот на следите метео објави. Значи, гледаме дека ќе има во западните делови, југоистокот од државата, ќе има врнежи. Исто така, еве, се гледа дека ќе има и грмотевици во југозападниот дел од државата и на некои други места, потоа Скопскиот регион, јужно од Скопскиот регион, западно, јужно од Велешкиот регион, некаде према Кавадаречкиот, Прилепскиот регион се очекуваат врнежи, преодни, некаде може да бидат и малку позасилени. Врнежи има исто така и према Демиркапискиот регион, Струмичко-Радовишкиот регион, и таму можно да има врнежи во текот на вечерните часови и во текот на ноќните часови. И нешто на истокот, и така, значи, во текот на ноќните часови, во ране, док некаде после полноќ, веќе врнежите постепено ќе престанат и постепено ќе има стабилизирање на времето. Се очекува умерен до засилен ветер, некаде ветерот може да надминува и над 50 км на час. Значи, ова што се однесува за временската состојба, преоден бран за денеска. Односно, попладневните вечерните часови, среда према четврток. Потоа ќе има постепено одредено стабилизирање на временската состојба. Но тоа поизразени врнежи се очекуваат веќе од кај петок. Попладневните часови према сабота, па и нешто недела. Значи, во тој период се очекува и доста големо заладување. Кога велам големо заладување, не кој знае какво заладување, меѓутоа навикнати сега на повисоки температури, ќе ни студи богави. Значи, петок попладневните часови се очекуваат врнежи. Гледаме и точки. Таму кај што ќе гледате точки бели, тоа значи дека ќе има и врнежи од снег. Значи, гледаме дека доста ќе има и црвенкаста портокалова боја, таму ќе има поизразени врнежи од дожд, ќе има и порани врнежи од дожд, ќе има и доста силен ветер. Постепено ќе ви објаснам, малку ќе биде подолга временската прогноза, меѓутоа луѓето што пред 10 дена главата им е надолу на луѓето, вакво време, такво време, снежни бури ваму наму. Да, снежна бура може да се очекува, јас ќе потврдам, меѓутоа на планинските превои и на некои повисоки места каде што ќе има навеви од снег. Нема да има кој знае колку снег, меѓутоа од ветерот ќе навеува по патиштата, но не и низ цела држава. Значи, кога веќе се кажува, треба да се каже и каде тоа ќе има. Еве, значи во северозападните делови, Шарпланинскиот регион, Мавровскиот регион, Гостиварскиот регион, Кичевскиот регион, Дебарскиот регион, значи за снежни врнежи велам, горе Кривополанечкиот регион, гледаме дека ќе има и околу Галичица, можно и Охридско-Ресенскиот дел, виждајќи тие се
надморска височина, некаде над 800, некои над 1000 места, Крушевскиот македонски брод, таму е можно да има врнежи од снег и од силниот ветер што ќе дува, можно е некаде да има и како снежни виолици, но не низ цела држава. Да не правиме таква паника, 10 дена однапред вакво ќе било времето, такво ќе било времето. Да, ќе има нестабилно време, ќе има изразено невреме, силен ветер ќе има, каде што ветерот може да застигнува и доста поголема брзина, некаде и над 80 па и 90 километри. Ево во следната мапа ќе видиме која ќе биде брзината на ветерот. Еве гледаме дека во текот за викендот, значи брзината на ветерот на многу места ќе варира, значи ќе има и во западните делови, малку да вратам назад, дека ќе има ветер и во западниот дел од државава, кој што потоа постепено ќе се засилува на другите места во државава. Поизразот ќе биде долж по Вардарието, каде што на некои места, да речеме Кожувскиот регион, Солунска глава, и брзината на ветерот да надминува и над 80 км на час, па дури некаде ке Плячковица и оној реон над Кожув и над 90 км на час. Значи, доста силен ветер, северен ветер, со тоа ќе дојде и до намалување на температурите. Значи, ќе дојде и до намалување на температурите. Сега ќе видиме какви ќе бидат температурите во следните денови. Се очекуваат и утрински негативни температури во текот на следните денови, но и доста ниски температури преку денот. Еве гледаме, значи, некаде за викендот температурите, оние утринските температури би паднале некаде и под нулата, на некои места и за неколку степени под нулата, претежно шарпланинскиот, западниот дел и источниот дел од државава, значи ќе има и утрински негативни температури на повеќе места во државава, меѓутоа во оној западен дел, северозападен дел, нешто југозападниот дел, некаде, значи, кај Галичица, Шарпланинскиот дел, Беровскиот регион, Делчевскиот регион, Кривопланечкиот регион, негативно и Плячковица во близина на Радовиш. Долж по Вардарието температурите би се движале околу нулата, можно е да паднат степен 2 под нулата, додека доле Гевгелискиот регион температурите би се движале некаде над нулата. Не ми се верува таму да паднат под нулата, сепак е доста ниско место. И ете, таква ќе биде временската состојба што се однесува за викендот. Значи, доста студено, засилен ветер, ниски температури. Сега ќе видиме какви ќе бидат дневните температури. Значи, дневните температури би биле доста ниски. Гледаме дека некаде околу пладне температурите би се движале некаде помеѓу 3, 4, 5, 6 степени, па доле на југот до 11-12 степени. Долж по Вардарието би се движале 7, 8, 9 степени. Значи, ниски температури и преку ден. Значи, да не го заплашуваме народот, валда сигурно не треба да се иселиме некаде кој знае каде. Ки има снежни врнежи, може би малку подолго, но не некоја кој знае каква голема снежна покривка, меѓутоа малку подолго ќе има врнежи. Сепак, реков, на повисоките места и на некои места врнежите ќе се симнат и под 1200-1000 метри. А дорека, оние пониски надморски височини, под 800-700 метри, таму би имало некаде микс снег-дош. Дорека, долж по Вардарието и доле Гевгелискиот регион, таму не се очекуваат снежни врнежи. За подетално, доколку има промена на временската состојба, ќе се јавам во текот на следните денови. Ви благодарам на вниманието. Тоа е, зиму иде. Нема никако изненадување, нема потреба по 10 пати да се објавува на ден. Се знае, зиму иде. Да се објавува да е летно време, па и да речеме снег ќе заврни, нормално, не е што стане работа. Е нормална работа ево, и да заврни, и да задува, па и не време да фати некаде, тоа е тоа. Метео, Фелес. Секој пред времето.